Добар ден, почитувани гледачи, или добродојдете во мојава емисија. Некојаш велам добар ден, некојаш добро вечер, некојаш добродојдете во емисијата во зависност од тоа како мислам дека темата ќе биде интересна. Знаете, ова е посебна емисија, а гора, меѓутоа со посебна намена, бидејќи за 13 дена ни следуваат изборите. На 5 јуни вашето височество граѓанинот ќе одлучи кој ќе ја води државата. И тоа е голема одговорност и навистина тоа ќе го повторувам во секоја од оваа емисија, зашто еднаш во 4 години, само тогаш кога има избори, судбината на државата има секој од нас како граѓан. И тоа е многу важна работа. Темата на мојава вечерашна денешна емисија е необична за овие теми досега што беа, но меѓутоа има една фундаментална вредност, а тоа е почитување, согледување и достојна почит за еден сегмент од нашите сограѓани кои во еден момент беа над другите. Зошто велам над другите? Ќе го споменам прво големиот германски воен теоретичар кој напишал 20 на книги, живеал до 831 година, се вика Клаузевиц и не поминал повеќе од полковнички чини, иако рускиот цар му дал генералски чин во Наполеоновите војни, но сепак остана како најголемиот воен теоретичар на 19-тиот, па можеби и до ден денес, како и големите кинески мислители Цесу или Конфуције. Така е барем реагирано во светот. Читаме на негова книга у која се вели, вака книгата се вели За војникот, има една друга книга која се нарекува За војната. Во книгата За војникот вели вака: да му се даде оружје на обичниот човек и од него да направиш војник, тоа е значи да ги поттикнеш во него страстите и работите кои тој никогаш немал да ги сознае. И одеднаш ќе на површина ќе излезат квалитети или различити црти од неговиот карактер што ако не била војната никогаш немала да ги покаже. Но одговорноста на владетелот е двојна. Со тоа што од човекот, од граѓанинот ќе направи војник, меѓутоа втората или постепената работа на враќање од војник во граѓанин е многу макотребна. Вакви примери има многу. Во Хрватска се направи дури институт за PTS, посттравматик синдром, во кој што се настојува да им се помогне на тие луѓе да се вратат во нормалниот живот. Но она што секоја држава го прави, без разлика на незината политичка или структурална содржина, а тоа им дава соодветно место. Или барем се труди. Незадоволство секогаш постои. Последниот пат прочитав дека во Хрватска има 600.000 членови на разните удруги, како што велат тие на ветераните од татковинската војна. Тоа го има и во Србија. Америка има десетина такви организации кои се врзани за секој од минатата војна. Војна е председател на една од тие ветераните од Заливската војна од 81. Така е, тоа е генерал со германско презиме Шварцков, така. Подоцна беше заменик началник на Сдружениот штаб на американците. Тој е начело на тие ветерани. Во Франција Леклерк, генералот Леклерк, текоскиот генерал, се до 70-та година беше начело на ветераните и тој помогна да се обнови едно крило од така наречениот Хотел де Вил, каде што секоја година тој им доделува ордени и почасти и согледува до каде се тие. Секој држиме и некој облик на посебно министерство или дел при министерството каде што се води сметка за тоа. Ние 2000 година имавме конфликт, војна, судир, терминот воопште не е важен. Важно е дека 50.000 наши сограѓани облекоа чизми и зедоа оружје. Во различни облици беа војници, безбедносните структури, полицајци. Конфликтот се заврши како што се заврши. Сите конфликти завршуваат со мировни договори. Но што се нашите сограѓани? Тие направија здружение, иако според многу од процени државата не им се одолжи како што тие заслужуваа. И тоа најчесто поради промената на политичкиот систем или политичката свест за тоа која е нивната улога. И за да ги оспорат своите права, направија здружение Достоинство и еве нови избори, дел од тоа здружение излегува како политичка партија. Меѓутоа ликовите што ги паметиме од тој конфликт имаат своји ставови и треба да имаат своји ставови и за состојбата на нивните соборци, но и за иднината на нивните соборци и фамилии.
без да бидат извлакани со политика. Јас имам чест денес во моја емисија да биде генералот Горан Стојков, кој за време на конфликтот командуваше со поприлична бројност на полицајци, инаку оние што знаат колку е 12.000, тоа е отприлика на пешадиска дивизија на Варшавскиот договор до 90-та година. Затоа ќе му кажам добро ми дојде во моја емисија на генералот Стојков. Добро вечер, добро е најдов, добро вечер до сите штипјани. Генерал, јас го почнав ова вака, за да кажам на моите гледачи дека сите држави имаат системско решение за своите ветерани. Не случајно ми помогнате околу генерал полковникот Шварцков, кој е еден од најголемите тактичари на американската армија и денес е начело на ветераните. Вие излеговте од војната, имаше многу недоследности, барем што се однесува до вас, бе распоредија за шофер на противпожарно возило. Од генерал на противпожарно возило тоа веројатно само кај нас може да биде. Подосна најголем добар дел од вашиот трет батальон, ако не се лажам, беа остана и без работа. Добар дел некои поминаа во разни гранична полиција и така натаму. Во војска, во полиција, во пожарна, дел ги избрка. Во секој случај државата не најде системско решение за сите. Ке ве замолам вие како поранешен командант нивен да кажете каква е состојбата со вашите соборци и што очекувавте кога застанавте на браникот на татковината, а што ви се врати? Прво, значи, ние кога бевме повикани, јас, бидејќи тоа ми беше и работна врска, не очекувавме ништо. Значи, ние отидовме со една... Само генерале, многу малку од луѓето знаат, нели, поради пропагандистички односи, мислеа дека вие бевте вака собрани и повикани од различни сегменти на општеството. Вие бевте мајор во полиција. Мајор, да, мајор. Тоа пропагандата и политиката одат заедно, зависи од моментот кога им требаш, кога не им требаш, и на кого му требаш и на кого не му требаш. Значи, уште еднаш кажам дека ние отидовме да си ја извршиме нашата обврска. Не очекувавме ништо, значи во тој момент ние отидовме да си ја браниме државата, отидовме со чисти срца за да си ја браниме државата. Тоа ни беше нашата уставна обврска. Кога на терен се разгорија судирите, кога се прошири конфликтот, беше повикан резервниот состав, беа повикани доброволците и дојде до една голема бројка на бранители кои после завршувањето на тој конфликт остана заборавени. Значи, можеби не е толку болно што некој остана без работа или без основна екзистенција или без некои други работи. Основната болка кај тие луѓе остана без достоинство. Беа заборавени, отфрлени и напаѓани. Не нарекува криминалци, бараби, сето тоа што не треба после една таква војна, после еден таков конфликт да се нарече собствениот бранител, собствениот полицаец, собствениот војник. Без разлика дали бил полицаец, дали бил војник, дали бил резервиста во полиција, дали бил резервиста во војска или дали бил кувар во касарна. Значи, секој тој систем функционираше за доброто на Република Македонија, за одбраната на интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Значи, тие луѓе не им текнало да отидат да се играат на партизани во Тетово, во Гостово, да се ги ризикуваат животите, тие отидоа бидејќи беа повикани. И посебно од овој дел, нашиот, источниот, јас потекнам од Струмица, огромна беше бројката на доаѓање, на одзив на регрутацијата и на повикувањето. Ако не беа тие луѓе, таа бројка, тој конфликт ќе се проширеше и не знаеме ни како ќе завршише. Да ставиме на страна што политиката после направи одредени, да ги наречам глупости, можеби не ми личи, али морам да ги наречам глупости, бидејќи јас секој пат сум отворен. Ние војната на терен си ја добивме, политиката што направија, како направија, тоа е нина работа. Јас не сум политичар и не се мешам во тоа. Од тоа произлегува и нешто друго. Незадоволството, понижувањето, фрустрациите не принудија дека се смени одредена политичка структура. Да споменам, простите генерале, вие и 13 месеца бевте, ако се добро сека во притвор. Баш за тоа сега зборам. Да значи, одредена политичка структура во тој период што дојде на власт, подпомогната од некои луѓе, направи све да ги понижат бранителите. Јас бев одбран како жртвено јагне во тој период, значи што ли малте не бев нарекуван. Бешколо,
без образование, значи криминалец, сите можни епитети ми ги налепија за да може да ме стават во притвор. Денес сте универзитетски професор. Да, денеска предавам на ФОН, предавам оружје и тактика. Ама немам намера на никој да му се правдам што сум, кој сум и како. Моја задача е овде да значи, да моето знаење, моето искуство не може никој да ми го земе. Може да ме плюкат или да ме навредуваат, ама еве времето покажа кој има авторитет, кој нема авторитет, кој е во право, кој не е во право. Исконструира разни приказни, добивме легално на суд, значи јас не бев како некој други да бега, да се крие или влегов во притвор, почитувајќи го уставот, почитувајќи ги институциите на системот, лежев 13 месеци во притвор, бевме на судење, не пресуди дека сме невини, пресуди апелацион суд дека сме невини, пресуди Врховен суд дека сме невини. Докажавме пред народот, пред нашиот народ. Значи јас немам намера да се докажам пред тој што ме обвинувал, тој што глуме политика, него мене беше да се излезам со чист образ пред мојот народ, пред македонскиот народ дека ние ја браневме државата. Ние не си игравме на војна таму. Вие знаете дека кога ќе отидете на место кај што има конфликт, кога ќе падне граната или кога пука некој по вас, таму се гине. Куршумот не познава дали си од една политичка партија или си од друга политичка партија. Не случајно го спомна Клаузевиц за состојбата на човечкиот дух. Така е. Сега, што се случи после толку време? Ние формиравме Сдружение на бранители. Бидејќи беа формирани 9-10 Сдруженија на бранители, одлучивме да направиме едно Сдружение на бранители, за да може да бидеме укрупнети и да бидеме полесно да си ги добиеме нашите права. Го избравме господинот Стојанче Ангелов, генералот мајор Стојанче Ангелов, за председател на тоа Сдружение, а сите други 9 Сдруженија, нивните председатели ги ставивме под председатели на Сдруженијето. На првиот конгрес, кој го формиравме на Оснивачкото собрание во домот на Арама во Скопје, еден од носителите на листа, или мислам дека е кандидат за листа, од достоинство, рече вака: секој оној што ќе се дрзне да се бави со политика, да не злоупотреби нас, бранителите, тоа ќе му биде последно. Кај се сега тоа да го кажат? Значи, тоа беше јавно и гласно на говорница кажено и со овации и аплауз проследено од сите нас кои бевме присутни на тоа оснивачко собрание, на тоа оснивачки конгрес. После толку време, Стојанче, како забега во политика, не знам, не сакам да му се мешам во правителен работ, ама не може да не ексклузивно право да се има на достоинство или на бранителите. Тој има право да се занимава со политика. Тоа е негово лично право. Значи, тој нема право да ги злоупотребува бранителите. Бранителите ниту се моја приватна собственост, ниту се на генерал Стојанче, ниту се на господин Любе Бошковски. Тие се на Република Македонија. Нив ги повика државата да отидат на браникот на татковината. И за нив е одговорна државата. Ние преку институциите на системот треба да се ги бараме тие права што не следуваат. А државата е должна и системски да го реши, да ја реши вашата положба. Така е сега на свет. Впрочем, ние